Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите паштета од преостанато месо. За подготовка на ова предјадење за 4 лица, потребни ви се следниве производи. Едно пиле, 250 грама путер, 200 грама чадена сланина, една главица кромит, една конзерва сардина, магнонос, 200 грама кашкавал, 200 мл кисела павлака, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 30 на минути, не сметајќи го времето за ладење. Прво на пилето му ги отстрануваме градите. Од нив ја отстрануваме кожата. Потоа ја отстрануваме и коската. Потоа ги сечеме копаните. Им ги отстрануваме кожата и коските. Го сечеме пилешкото месо на парчиња. Исечканото месо го ставаме во тенџере со вода на оган. Главицата кромит ситно ја сечкаме. На коцки ја сечкаме сланината. Потоа во тава за пржење на оган ставаме 50 грама путер да се растопи. Во тавата го додаваме и сечканиот кромит. Откако кромидот ќе омекне, во тавата ја додаваме и сечканата сланина. На покрупната страна од рендето во одлабок сад го рендаме кашкавалот. Тавата со испржениот кромит и сланина пак ја тргаме од оган. Во сад за матење го ставаме преостанатиот путер. Потоа го матиме со миксер додека стане пенест. Во садот ги додаваме изренданиот кашкавал и сланината со кромит. Сардините ситно ги сечкаме. Исечканите сардини ги додаваме во садот за матење. Промешуваме. Потоа со лажица решетка ги вадиме парчињата пилешко од тенџерето и ги ставаме на чинија. Пилешкото месо многу ситно го сечкаме. И пилешкото месо го додаваме во садот за матење. Матиме со миксер додека смесата стане еднолична. Калапите ги обложуваме со најлонска фолија. Со лажица ги полниме калапите со паштета. Потоа ги затвораме со краевите од фолијата. Оставаме паштетата да се лади 30 на минути. Листовите кељ ситно ги сечкаме. Исечканиот кељ го ставаме на чинијата за сервирање. Калапите со стегнатата паштета ги превртуваме на даската за сечење. Ја отстрануваме фолијата. Куповите паштета ги редиме на чинија за сервирање. Киселата павлака ја ставаме во готварски шприц. Со шприцот од павлаката нанесуваме врз куповите паштета. Павлака ставаме и врз листовите кељ. Потоа ротквичките ги сечеме на половина. Со половинките ротквичка ја завршуваме декорацијата на паштетата од преостанато месо. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 30 на минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени.